Мала секаде ги има фалбаджиите. Како се препознаваат фалбаджиите? Кога се фалат. Ако не се фалат за нив, се фалат за детка им, за луйко им и за стрина им. Најдобар во твоето оделение? Јас дека асистентка добиав свој петки. Јас најмногу знам по математика. Фалбаджиите се најгласни во се. Да ги намудриме фалбаджиите. А како да ги намудриме фалбаджиите? Да ги намудриме фалбаджиите? Јас не се фалам. И јас не се фалам. Не се фалам. Јас не се фалам и сакаме на песна. И јас не се фалам. И јас не се фалам. A fire inside the world is a battle. A world is a battle. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hopping Јас сакам да сум отфит сите пакамат и кога ќе стегнеш едно дугме, ќе ти излези нешто за попач. Јас сакам телефон и таблет. Јас сакам книжки. Јас сакам да ги посетам сите држави. Кантриполс. Јас ќе му ја посакам на Дедо Мраз нова година. Голем, аз ми немам што да купам. Ќе да му порачам. Јас сакам PlayStation 5. Јас сакам телефон и компјутер. Сите да сте здрави и да јадите слаба храна. Дека јас не јадам многу благо ни малце, зато баба ми ме кава, зато дека треба бит малце благо да јадам. Сега ти си научи. Сега ние ќе влечеме лотарија и на тоа дете, што ќе му се памни на тоа дете ќе му купи подарок. Сани се ливчина со имена. И ќе прочитаме што пишува на ливчето. Ако се влече самиот, тогаш се влече од почеток. Ми се падна Кирјана. Ми се падна Дарија. И се падна Петра. Лечам за Горас, бидејќи не е тука. Јас за Михаела. Овата година ви посакувам успех. Сакувам успех во учењето. Среќна нова година. Елко, елко, порасни швед лекли.
За вас се сите. За Донка и овој пат заборавивме да купиме. Треба и за неја нов фустан, ама ајде, билким другиот пат, ќе се сетиме. Ти само за нея мислиш, а ние? Ние имаме отерани, необлечени. Како да го стане? Да видам што купивте? Да видиш што купивме, ајде ништо, малку нешто подкупивме, туку оди ти прво кафето стави го, па после и ти ќе седнеш со нас, да не ти претече. И уште некој дрво стави. Старата заспа. Кој? За баба ти те прашува, или што? Немој не прашувај, нека оди по кафето. Донке и ручекот пристави сол, после ела седне со нас. Никош не е подготвен ручекот. Штеди масло, сол. Достати сега со тие празни муабети. Лака, керки мили. Имам да ве зарадувам нешто. Најава сме канети на гости кај чорбаджиите. Ама велат да ги земеме и ова овде што се метка ова Донка, а и старата. И нив да сме ги земеле. Демек јас не знам зашто е таа слава. Димко, нивни, за женење стасал. Пак ќе му бараат некој девојче при него. И вие да си се дотерате и да си изчекаме радости. Мајко, ако земаш ова смотанкава што ни крав не знае да свари, јас не идам, а тој Димко не беше на трговина иде? Беше, ама се врати. Јас го видов вчера, така одалеку го видов, многу се изменила, но го познав, тој беше. Леле, да си се земе со некоја од вас, да си изчекаме ние радости, а не овде во куќава се распаѓа. Каков късмет имав. Ајде, сега оставете ме мене, вие да си се мажите убаво, додека се може, додека сте млади. За мене, како било. Мајко, белки ќе биде по-добро. Мајко, ние не те оставаме, не те забораваме. Керки мои, ќе ме расплачат. Баба, одам јас да прашам кај шивачот. Може ќе ме приведа за нас? Кај кој шивач? Кај мажето менка, нели двајцата шијат. Ама напрашав мајка, па после ќе кажам. И така нив не можам да им погодам, барем малку да си го направам. Ако оди од за неја нема штета ќе се најде. А ако викај мака ако види дека не сум та? Сигурно има да закаже за сетрите за шиење. Не, таа рече дека бара за занае да учи овде. Кутрата и без мајка и без татко стана, макејата вака добро ми се гледа, ама не знам се замо за своите керки купува а за Донка веле другиот пат. Не знам, како да имат патурната малку. Така се зборувам изградов. Ајде сега, бирај. Ги разбираш нешто. Не те личи. Татко ти прв чорбаджија, а ти сега калфа ќе бидеш. Името ќе му го валкаш. Седи си мирно дома. Ама мајко, некој може да работи, куќава ќе падне. Се продадов, и куќата ќе да ја продадеме. Тоа твоја работа не е. Наш најдер си била. Треба таму да одиме. Треба да шиеме фустани. Ела сме поканети на свадба кај чорбаджиите. Ама овој пат тебе не те земаме. Јас мислам што и како ќе правиме, тоа не е твоја работа. Треба да одиш таму да ги закажеш за шиење. И оттаму право дома. Разбра? Разбрав, мајко. Вие му ще малку да закаснеш, одма се разбегнем. Жено! Жено мори! Стави го кафето пејат да ми поможиш овде. Колку работа! Ако беше на трговија, веќе беше згодини, сега одмори се. Сега дојде време да се одбереш и некоја девојка и мене да ме замени некој. Така е. Вака се Димко. Ние со мајка ти решивме да те жениме. Недела, нема момиче што ќе дојде од секоја фамилија. Ако имаш се некој нов, кажи. Ние со мајка ти нема да те тераме. А и носете нешто во било. Да. Ајде ти одмори си, еве и Дунка ќе ти оставиме, нека ти поправи малку друштво. Ние ќе си одиме. И онака нема фустан. Таква е, што не интересира. Да си се заинтересираш на време, ќе си сошиеше нешто. Ќе си дојдеш, а не вака сега. Тоа е, што да ја правиме. Мајко, нямам црвеница? Стара мајко, не идеш, така? Што ќе идам, јас не сум за одење и нозете ме болат. Така, одмори си се. Еве и Дунка ќе ти оставиме, да не си сама, друштво да ти прави.
И онака таа и да сака не може да дојде, зашто нема фустан. Мајко, Да си се заинтересираше на време, да се сушиеше нешто. И се дојдеш, ама ете таква е, ништо не ја интересира. мајко, да го земам црвенечо? Мене не го, ми се мене побава. Јас си... Доста те, не карајте се на шалот. И онака на никоја не го давам. Какви ќе ве бенди са Димко, такви. Па и вие. А што вие гајле за Димко? Ако не ве бенди са тој, секако сте најубави, најелегантни во градот. Памет ти е на мајка. Ајде. И што плажеш сега? Ништо што плачам, така, се плачам. Дека не отиде, а? Кучки ни не те зедоа. Добро, и неќе додам, што барам? Јас? Зошто што ти фали? Не сум дотерана, не ми облечена. А и тој Димко, не нервирам. Го видов френска кај шивачот. Слугинче сум била, ми рече. Не сакам да одам, јас не сум за таа куќа. Не дотерана, не облечена, слугинка, ете така. Вака, сега ќе одиш. Јас имам еден фустан од мајка, ти го свив на облек, си рубак наси. Ако оди таму за меша. Не кажувај на никој, јас ќе го платам. И за војмојата на рачката јас ќе ја платам, ама не кажувај. Чорбаджите со вчера, јас сум местав човек, се гледам работата, ај со здравје. Ајде. Жена, молим, не пак има тоа онака. Како некоја невеста се наместила. Тргна да ја празборам збор 2 и одма избега. Сите ја загледуваат и тој Димко нешто ја гледаше. Туку ми се поднасниме на Димко во прес како влегував. Не знам каде е тој сега. А каде е тој сега, го виде негде? Никаде го нема. А да си видиш некој друг сестра? Поминаа со главата или не поминаа? Со главото не се поминат. А ти виде некој? А ти виде некој? За Донка! Леле, каква да ми се историја? Каква Донка? Што ќе вас Донката? Не е таа за ваша фамилија? Дива е, ненаучена, не знае муаве да прави. А и осте што е таква, туку и сиромашка е. Нема, ништо не ја остана. Еве, од татко има само наследство, ова куќава. Само јас знам како ја чувам. Каква таква? Туку... Ајде, ако ја сакате. Ама, ако ја земате Донка, ќе мора и куќава да ја земете. А нас да не го платите денос наш. А и бабај, зашто не чини вака стара жена сама да ја оставиме? Реота. Така е, Фрисо, ние мислиме. Многу дури да делате една куќа, затоа ние ќе ви доплатиме за делот ваш, ако не го давате многу скап сега. Која е работа, ајде, ќе средиме. Немам јаш друго што да речам. Ако си се сакаат младите, ако сака и Донка, нека си се земат и свикни, нека си бидат. Ја, Ненајавени